Сузана Поповиќ, вдовица на основачот на Гран продукција Саша Поповиќ, за прв пат проговори по неговата смрт на 1 март. Благодарам на сите добри луѓе кои изразија сочувство и сочувствуваа со нашата болка, напиша таа на Facebook додавајќи емотикони со срца. Незината објава собра 28.000 реакции и предизвика нова лавина изрази на сочувство. Александар Саша Поповиќ почина на 1 март на 70 годишна возраст по кратко и тешко боледување. Веста ја соопшти Гран продукција, чиј основач и директор беше Поповиќ. Со неискажлива тага ја известуваме јавноста дека денеска по кратко и тешко боледување почина Саша Поповиќ, основач и креативен директор на Гран продукција, соопштија оттаму. Дарио Витале го презема раководството во дизајнот во Версаче, додека Прада се подготвува за потенцијално купување од 1,5 милиарди евра. Capri Holdings, собственик на модната куќа Версаче, објави дека Донатела Версаче се повлекува од функцијата главен креативен директор на брендот, поречи се 30 години на оваа позиција. Според официјалното соопштение, 69 годишниот Версаче го презема нова улога на главен амбасадор на брендот, почнувајќи од следниот месец. Дизајнерскиот тим ќе биде предводен од Дарио Витале, поранешниот креативен директор на Miu Miu од групацијата Прада. Најголема чест во мојот живот беше да го продолжам наследството на Џани. Се надевам дека успеав да задржам дел од неговиот дух и истреност, изјави Донатела Версаче. Таа додаде дека е задоволна што Витале станува дел од тимот и дека се радува на нова перспектива за Версаче. Ова значајна промена во раководството на едно од најпрепознатливите модни куќи доаѓа во време кога на пазарот кружат гласини за потенцијално преземање. Според некои извори, групацијата Прада преговара за купување на Версаче од Capri Holdings, а предложената цена е околу 1,5 милиарди евра. Промената доаѓа во клучен момент за луксузната модна индустрија која се соочува со нови предизвици на глобалниот пазар. Одбележувањето продолжува на ден 20 март со настан под наслов Стихови што обединуваат, посветен на светскиот ден на поезијата. Настанот ќе се одржи во читалната Гуран Стефановски со почеток од 18 часот, заеднички настан со Македонското научно друштво. Во чест на значајниот јубилеј 80 години од основањето на Националната установа Свети Климент Охридски Битола, организираме низ активности кои ќе одбележат долгогодишната традиција, културната мисија и предонесот на библиотеката во зачувувањето и промовирањето на знаењето, потенцира директорката Емилија Стефановска-Давкова. Програмата започнува на 17 март понеделник со панел дискусија на тема Библиотеката срце на заедницата, 80 години култура, знаење и иновации во офицерски дом Europe House Битола во 12 часот. Истиот ден во 18 часот ќе се одржи промоција на книгата Факсимили на роднокрајни автори, членови на Друштвото на писатели на Македонија и каталог за Гуран Стефановски во читалната Гуран Стефановски. На 18 март во 12 часот ќе биде организирано доделување на награди. Наградите се доделуваат како признание за посветените читатели, најдобрите библиотечни приказни, роднокрајните автори и благодарници за поранешните вработени кои со својата љубов кон книгата и знаењето придонесуваат за збогатување на културниот живот и библиотечната традиција. The Festival, најголемиот летен фестивал во Македонија, од оваа година ќе се одржува на нова локација. По 14 години во Дојран, нов домаќин на фестивалот ќе биде Штип. Фестивалот го промени и името, па од сега ќе се вика The Festival, што во игра на зборови ќе звучи исто The Festival. По години магични изгри сонца, музика под звездите и слобода на брегот на Дојран, време за ново поглавје. Полека и сигурно нашата Д заедница расте и како дете кое го напушта својот дом за да ги следи со ништата, така и Д фестивал тргнува по нов пат. Ова лето, за јубилејната 15-ка, нашиот фестивалски караван продолжува кон Штип, обкружени со планина и река под Исарот.
објави организаторот Пасворд продукција. Следното издание на фестивалот ќе се одржува од 4 до 6 јули.